26 јануари на гробиштата на жртвите од земјотресот. Се наоѓа на гробиштата на Костадиновци. Тако, сине, тако се успатешко, та ми мадо загине. Бивме двајца заедно во процесот, па некако кога едниот паѓаше, другиот му даваше некаква сила и се крепевме, да речам. Меѓутоа емотивно секако е силно. Кога на промоцијата пуштивме 15 секунди од едната жаленка, Васил Хаџиманов рече: леле, мене не ми е добро. Викам, замислете сега 2 години постојано секојдневно слушање на тие песни. Зете, не си еднога. О, зете, четворица си ги оставија. Кој ќе зете да ги облече, кој ќе зете у куќу да ги прибере. О, бре, зете, буди без мајчицу и без татка. 4 деца остануваат без родителите, а роднините се чудат како да се носат со таа трагедија. По 2,5 години научно-истражувачка работа секако дека сме и интелектуално и емотивно исцрпени од овој проект. Замислите само дека секоја од овие тажачки песни требаше да ја преслушаме по повеќе од 100 пати за да можеме да ја транскрибираме и да ја доведеме во овој облик како што е представена сега во нашата монографија. Не ни може да биде поинаку. Сите овие жртви се со име и презиме, сите содржините на сите овие песни се длабоко потресни и имаат многу лична димензија. Васил Хаџиманов и самиот вели дека имал и здравствени проблеми како последица од овој свој потфат, бидејќи тој одел на гробиштата по самата катастрофа, а тоа било едно посебно траурни и потресни сцени. Нели стана збор за колективни масовни гробници, понекогаш неименувани, и тој одел и на закопите, меѓутоа и потоа на помените на жртвите и на 6 месеци и 1 година дури по земјотресот, значи дека во продолжен период се бавел со овие песни и тоа секако психолошки и нему му влијаело. Вели дека добил здравствени проблеми со срцето, бил во болница, па го пратиле на таласотерапија во Опатија и тој неколку години потоа и починал. Преборувајќи низ целиот тој материјал, низ сите оние десетици кутии кои што Васил Хаџиманов ги има оставено зад себе, имавме среќа да ги пронајдеме неговите свески, како што самиот тој ги нарекува, односно бележниците, тетратките во кои ги запишувал и ги транскрибирал тажачките песни. Значи, тоа е еден сериозен влог во тој за жанрот на тажаленките, како еден од најмалку проучуваните жанри и во балканската фолклористика, заради специфичноста, нели, на мигот. Тоа не е нешто што се повторува, како празничните песни се пеат секој Божик. Ова е нешто што се реди, што се изведува само во еден конкретен момент на смртта и не се повторува. Жените пеат редат на јазикот кој го зборуваат, на дијалектот на кој го зборуваат. Тоа меѓу другото е врзано и тематски со делот тажаленките, бидејќи мајките често зборуваат за тоа дека
нивните деца заминале во Скопје во таа во борбата за подобар живот. Меѓутоа за жал во Скопје им се случила трагедијата и ја обвинуваат таа урбанизација, таа миграција кон Скопје како главен виновник за загубата на своите блиски. Еден потресен стих вели: отиде во Скопје да купиш голем стан, заврши во мал ковчег.